Наместо ефикасен и бесплатен јавен превоз, што ќе влијае драстично да се намали сообраќајниот хаос и загадувањето во Скопје, граѓаните добија тротинети и блокирани клучни крстосници. Градоначалничката Данела Арсовска го тера вториот дел од мандатот, а наместо подобар, превозот е полош по кавгите со приватните превозници и штрековите во ЈСП. Бројот на автобуси кои сообраќаат е намален, а чекањето на постојките е зголемено. Граѓаните се разочарани, велат дека се случува да чекаат и по повеќе од 1 час, а потоа внатре во автобусите е преполно и нечисто. Градскиот превоз не го користам, меѓутоа незадоволни има многу. Значи, повеќето се незадоволни од што задоволни. Видете, јавниот превоз е мината работа. Каде овде кај трамвајот што требаше да врви? Николку. Уопште ништо. Слабо. Од јавниот превоз? Од све да ви кажам право, јавниот превоз и овде исто. Овај градоначалникот што е овде. Катастроф. Има луѓе професионалци што знаат како се управува со градот. Ова беше главната порака на Данела Арсовска во предизборната кампања во која вети набавка на 250 нови еколошки автобуси и бесплатен превоз за сите. Ништо повеќе од 6 месеци нема да биде потребно за целиот процес на првата фаза да биде завршена. Во втората фаза веќе преминуваме кон тоа да обезбедиме да отпочнеме со постапките за нови автобуси, односно за она кое што ќе биде неопходно и сега веќе почнавме и со она кое што беше ветено во првите 82 дена да се ревидираат линиите кои што се во моментот достапни и да се средат линиите во научниот ред. Кога седна во фотелијата го блокираше започнувањето на реализацијата на Bus Rapid Transit системот или популарно наречениот трамвај на тркала, проект кој не успеа да го започне ни нејзиниот претходник Петре Шилегов. Во нејзиниот мандат за прв пат во историјата во 2 наврати се случи Скопје да остане без јавен превоз поради штрайковите на приватниците, но и на ЈСП.